Добар ден, почитувани гледачи. Понеделник 17:10 ново издание на емисијата Ваш термин, емисија од областа на здравството. Веќе оние кои што не следат редовно знаат, за оние кои што не следат прв пат ќе потенцирам, разговараме на теми од областа на здравството, проблемите со здравјето. Комуницираме во живо, односно вие комуницирате, се јавувате до оние доктори кои што ни се денес нас, односно воопшто и во секоја емисија присутни. И секако поставувате некои прашања во однос на темата која што ја обработуваме. Така и денес веќе имаме одредена тема овде која што ќе ни биде предмет на разговор со денешниот гостин и одлучивме тоа да биде малку внимание да посветиме и на најмалите, односно на дечињата, бидејќи повеќето од темите се за возрастните. Денес ми се чини дека многу долго време не сме имале во овие емисии специјалист педијатар. На моје големо задоволство во студиото веќе е присутен доктор Ангел Чандоновски, кој што е специјалист педијатар. Се надевам дека ќе имаме интересен разговор, а вие ќе имате да слушнете многу интересни и корисни информации во однос на најмалите, на дечињата. Доктор Ангелко, добро дојдовте и ми е многу драго што еве сте овде присутни денес во Ваш термин. Исто така, ви благодарам и на поканата и би ми било задоволство да обрнеме внимание баш на она најмладите, тоест на нашата иднина. Така, некако се во овие емисии разговараме за некои заболувања кои што се поспецифични кај возрастните и некако ми се чини како да ги занемарив најмалите, а и за нив треба и како многу да се каже за се со цел да бидат навремено информирани и родителите, па и бабите и дедовците, за да можат пак да пренесат на нивните родители. Еве вака ние, кога обично доаѓа едно бебе на свет, така некако би го започнала разговорот, секогаш се грижиме, па сега како тоа бебенце да го израснеме, еве обично во првата година од животот некако многу се грижиме, како и ние родителите, така и бабите и дедовците, како сега ова дете да се изгледа, да порасне некако, па да не се настине, да не се разболе. Точно ли е тоа дека треба бебињата, особено во првата година од животот, да бидат поизолирани од надворешните влијанија, од бактерии и вируси, или пак треба да се остават да бидат подложни на секакви влијанија, се со цел да го загнат својот имун систем? Како би го загнале, во првиот или во вториот случај? Прво да кажам дека барем најстарите, оние кои што ни се домашните, нормално секој кој што ќе ги има, тие се од голема помош. Знаеме кој период у почетокот на самото раѓање кога ќе добиеме принова дома, кој ни доаѓа и дали се тоа бабите или мајките на нашите родителскиот цел, онај екипаж ние што го викаме, кој доаѓа да ни помага, има голема корис. Нормално дека тие би не подучиле нешто што и ние у моментот како млади родители не би го знаеле, а подоцна сето она што ќе го научиме од нив, па ние го спроведуваме. Што е битно да први родителите кои што се млади родители нормално треба да знаат дека стекнувањето на имунитетот секој бебе го наследува првично имунитетот од мајката. Така. Значи веднаш после раѓањето детето нема стекнат, тоа е веќе добиено нешто од мајката, па го истеруваме одреден временски период додека почнеме со првичните, да кажеме, интервенции на самото бебе, односно прилагодување кон надворешната околина, кон надворешниот свет, првиот контакт и отвореност на тоа бебенце, на тој млад организам со средината, а тука подоцна доаѓаат и сите оние медицински протоколи кои што треба да бидат спроведени на едно бебенце за да биде тоа, како да кажам, имунизирано, за да може да се појави и да биде здраво во овој свет, да го продолжи понатаму своето живење. Имунизацијата, меѓутоа подоцна ќе поразговараме за тој дел. Имунизацијата, колку е важно да се дои и да се практикува мајчиното млеко и колку временски период? Една многу битна работа, ние педијатрите потенцираме постојано. И овој совет нов кој што дека доењето е нешто најбитно. Не за џабе сме кажале дека мајчиното млеко е она кое што треба секој пат да биде, значи нормално, кај оние мајки кои што имаат млеко и кои што ќе го добијат после извесен временски период после раѓањето, после самиот чин на пораѓање. Кај оние други го препорачуваме вештачкото млеко, но ние педијатрите не го сакаме вештачкото млеко, треба да се разбереме, бидејќи самото природно мајчино млеко е млеко кое што во себе содржи дошта работи кои што ги нема во тоа вештачко млеко. Нормално треба да потенцираме дека
дека секој наредно вештачко млеко, тоа да не се плашат и младите родители, дека е прилагодено кон мајчиното млеко, но сепак ништо не може да го замени мајчиното млеко. Доењето, ние педијатрите би кажале дека доколку може мајката има млеко, нека го дои. Нека биде тој голем временски период, и 2 години. Нема штета од мајчиното млеко, кое што нормално, да, тоа може би губи со текот на времето некаков си одреден квалитет, но тоа е сепак тоа млеко кое што ние сме навикнати нели како човек, како битие за да го примаме. Ова време сега, нели, есено време, секогаш е период на разни вирози, настинки, грипови, бактериски инфекции и така натаму. Секогаш кога се случуваат вакви некои временски периоди во кои што се поизразени настинките и гриповите, секогаш се вели, нели, се потенцира малите деца, повозрастните, старите, трудниците. Значи, таа е една ризична група на граѓани во кои што спаѓаат и најмалите. Зошто е тоа така? Првично треба да кажеме дека и самите временски прилики кај нас допринесоа да дојде до појава на доста заболување овој период, бидејќи самото премережје и временските прилики не ни дозволуваат некако да се осеќаме како порано што беше, имаме период на есен, пролет, зима и лето и така натаму, туку сите тие промени се случуваат однаеднаш. Ние некако не ги сваќаме дека се толку битни, веднаш тоа на некој начин можеби правиме некои грешки како родители и така натаму, изнесувајќи ги децата, изложувајќи ги веднаш на тие ниски температури, а не по постепена адаптација. Она што е битно е да за превентивен момент да го кажеме, да ги барем да направиме еден вид заштита, да не дозволиме секој да има контакт со нашето дете. Јас буквално ќе дадам и осврт еден на оние родители кои што немаат кој да им ги сочува децата, па ги носат во градинките. И самите градинки, колку и да се трудат да ги изолираат тие деца кои што се болни, тоа сепак не може да го сторат. Јас ќе кажам дека според мене ќе најдам едно само како вид на решение дека порано во поранешно време, а и сега треба тоа да се случува. Веднаш по излегувањето на децата од самата просторија, зборам во градинките или во оние јасли и така натаму кај што престојува. Сето тоа треба да биде стерилизирано со една UV светлина и да се направи еден потпуна стерилизација, бидејќи тие зидови ги примаат сите тие вируси и бактерии кои што дечињата ги носат. Ние за жал како родители не секој пат можеме да сме присутни кога нашето дете е болно, па да бидеме дома во домашни услови, да му посветиме внимание. Туку мораме да бидеме на работа и да го оставаме да биде и тоа изложено на некој начин, да се изложат и другите дечи. За жал сме сведоци да сме виделе колку пати и самите, како да кажам, оние кои што ги чуваат нашите дечиња како негователки, како се со сирупчињата во раце за да му дадат во одреден временски период. Но за жал ја мислам дека тоа треба секако и нашето општество и ние да преюдицираме да тоа да се смени и да се најде решение. Решение секако дека има и дека тоа, ја како кажам, лекот кошта 5 денари само да го знаеш. Така да и мора да се врати тој вид на превентива баш буквално за таму. Она друго што да кажеме да не дозволиме контакт со веќе заболена особа кој што не се да тој организам, кревок организам биде изложен на такво нешто. И тука да не ги набројам сега, бидејќи доста голем број на пушачи, знаеме Македонија дека има огромен број на пушачи, да не бидат дечињата изложени, со тоа се ослабнува и самиот организам и самиот белодробен и дишен, како да кажам, систем кај самите млади, за да може да подоцна, да полесно да ги нападне некој микроорганизам. Кога станува збор за настинките, вирусите обично се вели нема настинки, се е некако предизвикано од некој вирусче, така ли е? Ако се сложувате, барем колку досега во оној домен што сум разговарала во однос на настинките, вирусите, гриповите. Има ли разлика од полесни настинки, грипозни состојби до бактериски, вирусни? Како да се препознаат? Како да се разграничат? Во кои случаи како треба да се делува за да не дојде до некоја компликација, не дај Боже да добија нели воспаление едно дете на бели дробови, каде што потоа нели се комплицира состојбата и лекувањето? Бидејќи не постои резка граница. Ние можеме да идентифицираме само да кажеме при изолирање на одреден инфект, тоест микробиолошки, да направиме микробиолошко истражување и да направиме вирусолошко истражување. Или пак комплетно некоја резка граница на утврдување, да знаеме какво имаме, нормално ние лекарите го знаеме, каква скрвна слика ќе добиеме при дете заболено со вироза и при дете заболено со бактерија. Нормално имаме покачување на леукоцити, покачување на гранулоцити, имаме бактерија, значи таму работиме микробиологија. Ние лекарите тоа многу го знаеме да направиме одредена дистинкција. Кај другите температурата е многу пониска. Се да има болки, мускулни болки и така натаму се случуваат одредени
промени кои што нас ни симулираат еден вирус од еден вирус. За жал, јас морам ова да го кажам и ќе се навратиме на она пак повторно да кажам дека имунизацијскиот период или оној календар на имунизација доста беше, имаше некоја на тема врз самиот тој процес на имунизирање. Јас ќе кажам дека до сега, ако се повратиме во блиското минато наше, и ние сме биле секако вакцинирани со тие вакцини, и нашите родители биле вакцинирани со тие вакцини. Со тие вакцини е допринесено да цели популации, да кажеме, во одредени држави или цели болести бидат искоренети и стиснати. Не треба да правиме на тема конкретно на самото вакцинирање. Секако дека секое дете задолжено е со закон да биде извакцинирано, да не се плашат родителите. Еве сега успеавме со тешка борба и макотрбна и покрај случувањата кои што ни се случуваат во здравството, а сите многу убаво ги знаеме кои ни се случувањата во здравството и колку тешко се изборуваме да дојдеме до еден одреден, да кажеме, стадион дека сме модернизирани или не знам што како да се изразам, иако сме кочени ние како професионалци, како лекари, успеавме да ги добиеме и најдобрите вакцини. Секако дека родителите е моментот да си го извакцинират своето дете ако сака да биде здраво. Да го имунизираме тој организам и да го доведеме до ниво и до степен да тој може сам да се пребори, да ги препознае во моментот кој ќе дојдат, да кажеме, тие антитела, антигени, па дури и некои вируси и така натаму, бактерии кои што ќе може да го нападнат, да ги препознае и самиот имун одговор и самиот организам многу полесно да се избори за да го победи тој инфект во самиот себе. Така да имунизацијата е нешто најбитно во едно општество. Јас ќе кажам, не треба да слушаме лаици, треба да ги послушаме нашите лекари и педиатри кои што се во оваа Македонија. Да знаеме дека ние протежираме вакцинации, дека ние сме за вакцинација, дека никако во никој случај вакцинацијата не треба да кажеме не треба детето да ја прими или нема потреба да ја прими. Затоа ни се дешаваат овакви баш случаи кои ги спомнавме и појавата на болест. Ни се повратија, ако ви се верува, толку магарешката кашлица, нели сите ја знаеме дека таа била искорена. Значи, затоа зашто родителите ги немаат до сега примено тие на своите деца ги немаат ставен. Мешајќи со самите деца, дојде до појава на таква. Еве ќе ви кажем дека имаше случаи во Македонија на појава на таква нешто. И ред други, да не сега ги плашим и самите родители да се знаат, него нека им биде само како параметар и како дознање дека овој календар за имунизација, кој што е веќе од 2013 година и сега имаме апдейтирано уште нешто, мора да биде испримен, да биде извакцинирано детето, за да му помогнеме на нашето поколение и на нашата иднина да се здрави. Велите дека, или тврдите на некој начин, дека се исти вакцините како од наше време? Вака, значи, кај што имало промени... Вики, се извинувам што ќе ве прекинам. Еве, јас имам ќерка која што е по 9-летка и скоро примаа вакцина, ревакцинација поточно. И многу од родителите беа исплашени дали да примат таа ревакцинација, мислејќи дека вакцините се некако сега поинакви, некако посомнителни, некако се плашат да нема некоја нели лоша реакција врз организмот на детето и така. Значи, не секоја вакцина, а нели мора тоа да се наведе, може да даде реакција. Значи, секој организам не е ист. Значи, секој имун одговор на одреден организам не е ист. Значи, може да даде реакција. Значи, затоа ги имаме и оние контраиндикации напишани кои што може да се појават поради појава. Но тој процент е многу мал. Во денешно време. А зошто се сомневаат? Порано не беше така. Порано ние се вакциниравме, нашите родители дури не ни доаѓаа со нас во училиштата, доаѓаа не вакцинира и така. Во денешно време јас само ќе го спомнам фактот дека со модернизирањето на медицината, со модернизирањето на цел севкупниот свет, значи ние одиме многу напред. Дали е во домен на збора медицина како медицина, дали е во домен на фармацевската индустрија, дали е во домен на оние компании кои што се истражувачки компании. Ние идеме модернизација. Можеме само да го споредаме, инаку не е споредливо. Ние дојдовме до да постојат 8 јадрени процесори и така натаму. Зашто да не и во медицината, нели? Идеме многу напред. Со самиот процес на напредување и модернизирање на тој производен процес е модернизирано и производството. Тие вакцини се почисти или сите родители сака да кажат почиста вакцина, нема почиста. Ние мораме да се вгради во самата вакцина одреден адитив кој би ја задржал одреден временски период дур да бидат извакцинирани рокот на трајање и така натаму. Па да ги делиме на чисти или прљави вакцини, нечисти и така. Сите вакцини се преработени, прочистени вакцини, сите може да бидат дадени во секое време. Да, разликата е во компаниите.
Само можем тоа да го кажем. Значи постојат Glaxo, постои Aventis и така натаму, но тоа се врвни светски фирми, компании кои што произведуваат Меѓутоа содржината сакате да кажете дека е иста да, како и иста, останатите. значи порано, дури порано многу повеќе се ставале адитиви, ако сакате да знаете, заради тоа што сме нели да кажеме многу од нашите колеги лекари у тоа време се сомневале дека ќе настанат нови, не знам, војни пета. Тогаш сме имале повеќе верувајте конзерванси, па се и тогаш процентот на зафаќање и реакција од вакцините била многу повисока можеби на некој начин, но тоа не се водел затоа што била задолжителна. И секој мислел доколку прими вакцина дека ќе е нели комплетно здрав, што воедно и точно. Так, ајде тука ќе се обратам уште нешто на нашите гледачи, доколку имате некое прашање во однос на денешната тема и воопшто за некој проблем кога станува збор за најмалите, за децата, слободно можете да ни скомуницирате. Доктор Ангелко ќе се опита да ви одговори на вашите прашања. Што за поливалентните вакцини кои што се воведаа скоро? Што ќе кажете за нив? Поливалентната вакцина, што значи? Дали е тоа подобар начин на имунизација, попрактичен или пак ако праксата ни покажува дека со здружување на повеќе вакцини во една и она траумирањето на детето како млад организам, нели да не му направиме травма, што у денешно време за нас педиатрите е многу битно и ние тежнееме и нонстоп апелираме да не се прави никаква психичка или психолошка тортура на самиот тој кревок организам, е баш измислувањето на тие поливалентни вакцини. Само со едно боцкање ние може да дадеме 5 или 6 вакцини. Но добро ли е тоа наеднаш да се дадат толку вакцини на едно дете? Значи пак преска ќе се навратам само дека го кажав процесот на модернизирање. Може ли организмот наеднаш да ги прифати сите тие вакцини? Веќе за да се пушти една вакцина во употреба, сигурно се потребни 15 до 20 години истражувачки временски рок и период кој што ќе го одобрат тие високи врвни институции како агенции за лекови што се и биро, например во Америка FDA и така натаму, кои што кои го издаваат тие одобрение. Секако дека тие тоа го применили, секако дека тие го проверили, па се пуштени на наше тло и на Европа, и во Европа исто компаниите кои што се производители на тие поливалентни вакцини, истиот тој период, истото тие години го имаат сето тоа истражено за да би го пуштат. Иначе ништо во аптек, ниту еден лек не можете да пуштите во аптек доколку тој не биде истражен целиот негов механизам да видиме како делува. Можеби со тек на години би се покажале некои нели ефекти кои што не ги знаеле дека се јавиле во рокот, бидејќи сами знаеме и сме сведоци дека и тие вируси, тие бактерии мутираат и самиот човеков организам напреднува или се уназадува или се намалува и така натаму, но конкретно кај децата кога веќе е направено истражување, покажувам дека ние тој период на тој баш момент на травматизирање на детето го тргаме со едно боцкање. Так. Знаете и самите, бидејќи сте педијатар, колку имаше реакција од страна на родителите, дури во еден период многу од родителите сакаа сами да си ги купуваат вакцините и нели да бидат сигурни дека се во ред, па да ги нели примат нивните деца. Што мислите за тоа? Колку е тоа добро или што може пак да донесе некоја штета во однос на примањето на такви вакцини? Дали вакцините, впрочем, кога се носат нели однадвор до кај нас, сигурно треба да се носат во некои одредени температурни... Она што треба да биде запазено за секој кој што сака да си ја донесе вакцината сам е дека треба да биде запазен точно оној момент на ладен ланец. Температура треба да има во еден одреден момент на ладен ланец кој што ќе го задржи својството на таа вакцина. Доколку тоа се сгреши и минорно, ќе настанат големи последици. Тоест, вакцината нема да има никакво дејство. Таа само ќе биде вбризгана внатре, нема да направи никакво дејство, бидејќи самиот, како да кажеме, незин оној ефект уништен и изгубен баш со тој погрешен начин на транспортирање. Така да препорачливо е, си имаме ние наши диспансери за вакцинација, буквално низ цела Македонија кај што има. Точно само е битно да се каже кога е периодот на вакцинација и така натаму за одредено, да се запази, да се запише во картонот и да се извакцинират. На територија на цела Македонија се носат едните исти вакцини. Нормално тоа пак ќе го кажам дека имаше еден баук дека се донесени вакцини од друга држава. Јас ќе кажам дека има доста голема точност во тоа, па родителите се уплашија, но тоа се виновни надлежните органи кои што тоа го направиле. Секако ние лекарите не сме инволвирани во сето тоа.
и ние никако не можеме да отстапиме дека имунизацијата е потребна. Ние само може да протежираме, тек тогаш би го направиле оној подвиг да кажеме на родителите да ја поедете, земете си вакцини и подобро и така натаму и така натаму. Исто така многу се зборуваше дека заради вакцините е зголемана појавата на аутизам кај децата. Што мислите вие за оваа поврзаност? Вака, во досегашните, да не набројувам, да не кажам некоја бројка, секако изработени студии во врска со аутизмот, не е докажана никаква поврзаност на примање при примена вакцина, т.е. при одреден период на имунизација, дека дошло до појава на аутизм. Аутизмот е состојба која што треба да биде предмет на разгледување на огромен тим на лекари и педагози, психолози, дефектолози и така натаму. Значи тоа е еден огромен тим кој што ние у Македонија за жал поради сите овие случувања кои што ги имаме долго години во здравството, не успеавме да си го направиме тоа. Тоа е како да кажеме еден центар за аутизам и така натаму за да може да им помогнеме на тие деца. Ќе кажам дека поврзаноста со вакцинација е многу далеку и дека не може да ги врзуваме со тоа бидејќи се изработени безброј голем број на студии кои што докажуваат дека тие деца тегнат дури генетски корени. Точно ли е дека генот го носат уште во утробата на мајката? Генетски корени се тоа, сепак дека тие модификации, генетските истражувања веќе не се баук кај нас, дури на самата наша клиника, детска клиника веќе се препорачуваат одредени генетски истражувања кои што се со задача за да им помогнат на идните родители дали во своето понатамошно потомство ќе докажат дека има шанси и наредното дете да биде со одреден синдром или одредено заболување. Ние сега у денешно време, значи како стручњаци и луѓето кои што работат на детската клиника и професорите, можам да кажам дека си ја знаат добро работата. Долго години сум дел од тој тим и како специјализант на клиниката за детски болести и како сега специјалист. Можам да кажам дека доста внимателно се работи на сите тие работи, дури генетиката стана познато подрачје веќе во Македонија кое што се работи. Но сепак уште еднаш ќе потврдам дека сето она зашто ние немаме добар тим или основан тим и центар за аутизам кај тие деца за да можеме да ги згрижиме и да им дадеме помош, си тој товар си го сноси самата држава. И оние кои што се одговори нормално за здравствениот систем. Така. Имате ли информации досега какви негативни ефекти има во однос на вакцинацијата воопшто кај нас? Имаме ли некои случаи кои што се издвоени па изнесени како податоци? Вака, секоја компанија, тоест секој лекар и секоја, како да кажам, институција која ќе се донесе такво дете, се задолжени да си го пријават баш оној момент или да го пријават точно што е она буквално што се случило како негативна појава при примање на самата вакцина. Мислам дека ние за тоа го информираме и епидемиолошкиот завод, за тоа си имаме посебни формулари кои што ги попълнуваме. Секако компаниите фармацевски си имаат фармаковигиланца која што си ја водат и во која што го внесуваат и сето тој негативен ефект го пријавуваат во агенцијата за лекови или поранешно бюро за лекови. Сега сме модерни па го нарекуваме агенција за лекови. Секако дека и сите оние кои што се професионалци и родителите мораат тоа да го пријават. Значи тоа се случува веднаш. Значи тие реакции верувате ми дека се бурни и дека се многу лоши. И се случуваат во првите неколку и часа, можам да кажам, до неколку дена да дојде до првите оние манифестации кога организмот сам реагира на такво нешто. За среќа бројката е многу мала на такви негативни ефекти или нуспојави кои што се појавиле, па така да јас затоа ќе кажам. До сега никој не успеа да излезе отворено да каже да од оваа вакцина вака и вака се случи така на. Можеби последиците ги гледаме подоцна и од невакцинирањето. Тоа ќе бидат многу лоши последици барем за една мала држава како што е Македонија. Тука нормално дека треба да се внимава тотално и на самите од страна на самите родители да има внимание, но сепак родителите и првиот контакт и комуникацијата со својот матичен лекар педијатар. За жал сега сме ќе имаме многу голема, како да кажам, празнина во овој период што ќе ни предстои, бидејќи претходно не се добро, најверојатно не се добро пресметани бројките на која е цифрата колку треба педијатри да поклапаат на Македонија и така натаму, ќе имаме еден огромен гап
една огромна празнина и недостаток на педиатри. Но сепак контактот и комуникацијата на самите родители треба да биде со тие педиатри и постојано ако треба и да бидат досадни бидејќи се работи за нашата иднина. Несомнено тоа го кажувам и свесно го кажувам бидејќи јас сум сведок да и во пола ноќ доколку треба одговорам на повикот кога би ме побарале нели на оние кои што им е нужна мојата помош. Така. Бидејќи кога станува збор за симптомите кога се прима една вакцина, делат може да нели да отече местото каде што е примена вакцината, може да се покачи температурата, може да боли така натаму. Што ако нема никаков симптом? Дали тоа значи дека вакцината не е успешна или пак се зависи индивидуално е тоа од самото дете? Вака. На неколку вакцини, пошто ние сме растеле, сите сме вакцинирани, како да кажам, знаеме на кои одредени вакцини, затоа ја викам еден календар за имунизација кој што меѓутоа сите реагираат различно децата. Сите деца различно реагираат, но сепак што значи тоа? Така одредени вакцини знаеме дека мора да се појави, да кажеме црвенило и тоа означува дека има реакција и дека делува, као одредени нема да се појави. Првата контрола ја прави самиот педијатар или онаму каде што се у кој диспанзер е вакцинирано дете, да се однесе тоа дете се провери зашто е немало таа реакција. И така натаму. Подоцна може да се направат и специфични антигени типизација, да се види дали делувало или не делува или да се направи повторна ревакцинација на самиот. Така, значи сепак треба да се знае точно што треба, а евентуално ако не се појави да се. Па затоа се толку ревакцинации во текот на животот. И сега да не ги спомнувам да кажем дека за тетанус се вакцинираме по секоја 7 година, нели? И ние возрастните. При одредена траума која ќе се добие ако во книжката не ни стои дека сме вакцинирани, мораме веднаш да си примиме таква вакцинација. Но сепак едно треба да кажеме дека се ова до сега што го зборнаме и дека треба да се даде голем осврт и поддршка како од родителите, така и од целиот систем врз лекарите, тоест врз оние чувари на детското здравје. Тоа сме ние педиатрите. Да, има и колеги кои што работат долго години, кои што се матични само општи лекари кои што работат врз своите деца, но тие работат и друга патологија на возрастни. Секако дека системот треба да биде прилагоден да педиатрите си работат стриктно со педиатриска возраст, бидејќи ние сме тие кои што долго време сме поминали и во учење и во даден труд за да работиме со тие дечиња, додека онаму имаме веќе мешање на, како да кажам, на некој си начин помеѓу возрастна популација и така натаму. Да, еден педијатар е доктор за целиот животен систем на народот, но сепак поубаво го познаваме детето било кој општ лекар и така натаму. Но сепак ќе кажам, за да си ги задржиме своите лекари тука, треба добро да бидат тие стимулирани, тие чувари на здравјето на децата, за да не би ни се дешава она што ни се дешава еве во денешниот период, да многу лекари ја напуштија државата, ни ја напуштија татковината, отидоа да служат на други популации, на други нации и така натаму, како да кажам. Но ние секако дека треба да имаме модел и треба да имаме решение и како држава и како општество да ги задржиме тие кои што се најбитен сегмент, барем во првите, како кажам, почетоци на издигнување на еден млад живот кој што утре треба да биде работоспособен и да го носи нашето општество на својот грб. Кои години се многу битни за понатамошниот развој. Ајде да се вратиме на настинките и гриповите. Кои се оние почетни симптоми кои што, например, не би требало да не загрижуваат ако веќе се јават кај едно детенце, а кога веќе може да дојде или до компликација, кои се тие симптоми кои што наведуваат дека веќе нешто се комплицира и треба веќе да се побара лекарска помош за не дај Боже да се случи нешто полошо. Зависно од многу фактори ќе кажам, но неколку фактори ни се пресудни како ние би одредиле сето тоа. Знаеме дека никоја како да кажам минорна настинка не поминува со тешка симптоматологија. Со појава на голема, да кажеме, секреција од носот, со појава на високи температури, со појава на кашлица и така натаму. Тоа знаеме дека ако немаме такво, ако имаме отсуство на такви, го многу упростувам баш поради причината се доближиме на самите гледачи за да утре знаат како да прават дистинкција помеѓу тие работи, да не се паничат на општо течење, мало течење на нос, кое што е проследено без појава на висока температура, без некоја изразена кашлица и така на нормално сливањето, дека секој дете ќе има. Се зависи од возраста на детенството. Доколку станува збор за бебенце или она кој што се вика доенче, таму веќе имаме малку покачено ниво на внимание
Затоа што први се родителите, тие кои што гледаат дали има сливање постојано, дали постојано кашла, па дали тука треба. Јас викам дека постојано е потребно да се отиде првично на контрола на педијатар, да не би настанале, да не ги, како да кажеме, занемарим сите оние други работи, па да кажеме не треба сега детето да не. Тоа е и од страна на родителите обрнување на внимание на самото детенце. Ние треба да бидеме и како родители, а јас како лекар да повикам да родителите секој пат бидат спремни да своето дете прво го исконтролира, да направат една обична контрола на сето она што ќе видат дека се затоа зашто се свесни дека тие деца си играат надвор, ако збориме за школска возраст, дека идат во училиште, дека е у предшколска возраст, дека идат во градинки, дека таму секако како на почетокот на емисијата што спомнавме, дека таму постојат дечиња кои што за жал се носат болни. Таму не се разграничени тие работи да имаме одел, секој има направен. Исто и во училиштата меѓусебно си разменуваат флуиди и така, значи знаеме дека по каков систем се пренесуваат многу голем број на бактерии, па така да кажем дека стрептококата и стафилококата прават лом низ држава во моментот, дури и сега дојде до појава и на сами одредени некои кои што не сме се ни надевале дека може да подтипови на бактерии, дојде до појава и на такви бактерии кај децата, а се е тоа од самата таа, да кажеме, подлога која што ни ја нуди ова модерно живење и работење. И нормално и подемот на индустриализација или како да кажем повеголем број на возила, нечист воздух и така натаму. За жал живееме во многу загадена надворешна животна средина, значи обично ако нема температура, тука родителите можеби не дегаат голема паринка, меѓутоа штом се јави температура, паниката е поголема. Што треба всушност највеќе да ги загрижува ако му се случува на детето? Колку тука ларингитот и што значи ларингит всушност? Колку што знам, тоа е една веќе алармантна фаза кога добива дете ларингит или? Ќе кажам дека секој ларингит според мене, нека колегите сами себе си кажат дека е опасна состојба. Што значи тоа, доктор Ангел? Ајде да објасним. Не оној ларингит кој што е, како да кажеме, само со губење на глас, него треба тој да го следиме и да го пратиме, бидејќи не знаеме моментот кој ќе дојде до отекување. Ќе бидам малку со изразиве внимателен за да бидам попристапачен кон публиката и гледачите. Да буквално внимаваме на една појава на еден оток, на еден едем кој се случува внатре во самото грло, кој што може дојде до спојување да направи тешка обструкција, за задушување дури од тој ларингит. Имаме тоа и таа кај нас е наброена, значи самиот ларингит е наброена како алармантна ситуација која што е дел и работа на оние нормално ние кај децата, кај педијатрите и кај ОРЛ стручњаците, тоест лекарите кои што работат на тоа. Тука нормално дури и веќе во игра се и лекарства кои што се од типот на кортикостероиди, дури адреналин. Ако дојде до гушење при такви случаи, има доста голем број на случаи и тоа е обично се тие деца кои што не е обрнувано внимание и во еден момент доаѓа до таква реакција. Таа реакција исто така морам да потенцирам дека може да биде предизвикана и од инфект, одреден инфект, и од некоја алергиски процес. Не можеме да знаеме, но треба да внимаваме. Може да кажеме дека детето ако се дерело многу надвор или викало или си играло со другарчињата и добило ларингит, тоа е така, но треба да го следиме. Затоа што не знаеме дека неговиот организам доколку е ослабен, да не се накалеме ние стално викаме уште нешто на сето тоа, па да направиме круп ситуација, така наречен круп, каде што може да дојде и до гушење и до состојба која што е животно застрашувачка. Колку што ве разбрав, сакате да кажете дека постојат повеќе видови ларингити или? Значи најтешкиот ларингит ние го викаме круп, каде што имаме веќе проблем со стеснување, каде што има веќе проблем со дишење, тоест појава на гушење. А оној обичниот е оној кој што може да се добие од премногу форсирање на гласните жици, така? Точно, може да се добие, но тој треба да се следи баш поради овие причини. Намерно го кажам за родителите и да го има, треба да внимаме да ајде има тука многу бавени дети и така натаму да ги кажам, но ние сепак треба да го испоштуваме тоа и да видиме и да го следиме. Да се однесе на лекар да се види зашто е таа причина или ние да практикуваме одредени, како да кажам, зависно од која возраст, нормално не можеме кај најмалите не можеме да даваме се и се што, кај возрастните деца и децата кои што се во школска возраст, таму може да искористиме и сирупчиња од исландски лиша и така натаму да не ги набројувам, да не би форсирале одредени работи.
превод, но сепак носењето на тоа дете на лекар, тоест на педијатар, треба да биде првично. Да се утврди точно, па лекарот сам кој ќе го даде својот парави, кој ќе го потпише она кое што е како некоја терапија која што ќе биде покриена, би помогнал во издекување на такво нешто. И да не се допринесе да дојде до таа најтешка состојба, тоа е тежок ларингит кој што е животно застрашувачки или крупни го викаме сега така. Што со кашлиците, кои што се навистина многу чести и досадни, како кај децата, така и кај возрастните, еве сега говориме за децата, знаат толку навистина да предизвикаат проблеми, може ли кашлицата да доведе до бронхитиса, понатаму и до пневмонија? Значи самата кашлица, која што е да кажеме прогресивна. Значи ние ги делиме на повише подтипови и повеќе подвидови. Како да реагираат кога ќе се јават кашлиците? Кога ќе се појави кашлицата, ние треба да знаеме дали таа кашлица е чисто заради тоа што секретот е со исфрлање или имаме сува кашлица и продуктивна. Имаме сува кашлица, имаме влажна кашлица. Дали продуктивна е таа кашлица, тоа зависи, тоа се обично алармира. Значи веќе кога гледаме дека таа долго трае, кај некои деца поминува и за краток период. Таа била сува, таа била влажна кашлица, може самиот организам на некој начин се пројави. Но као некои што се најмали, немаат никаква физичка активност и дојде утврдиме дека има некој како да кажеме инфекција или некоја бактерија која што го има сето предизвикано сето тоа, дури и вирус, има состојби кај што имаме и вирусни пневмонии, и бронхектазии и така натаму, се појавува тоа, треба да се направи испитување. Првичните испитување нормално е преку правење на една обична крвна слика. Подоцна може да се направи микробиологија од типот на спутум, да изолираме плунка и така натаму, па до оние кај што сакаме да се утврди сето тоа, да се направи една рентген снимка и да видиме до кај таа кашлица продилна и поради која причина. Причините се многу бројни, да ги наречеме на некој начин, дури од една обична појава на еден трахит до појава на бронхектазии, на бронхиолити, на бронхопневмонија и пневмонија и понатака по многу потешки други состојби. Секако дека тие не поминуваат незабележливо и тие не поминуваат никако без одреден вид на терапија. А тука ни се антибиотската терапија која што ни стои на располагање, но сепак е првично битно да се утврди од која бактерија го има сето тоа предизвикано. На тоа се прави една антибиограма и спрема тоа лекарот како една, како да кажеме, еден показател знае кое лекарство или кој антибиотик да го препише во таква состојба. Што со оние деца кои што се извинам, се разболуваат повеќе од 4 до 5 пати годишно? Кој е проблемот? Вака, таму имаме многу... Нормално ли е тоа или? Ајде вака, нормално. Нормално е, затоа зашто децата у денешно време, еве ги пуштаме слободно да се играат, се препотиле, не се препотиле, нема да ставам тука нели некоја резка граница, ќе кажам дека организмот на секое здраво имунолошки дете е подсврста, па тој не реагира на одредени така, па зависи од своите родители како, што му имаат пренесено во неговите гени, дали тој организам е подсврст и поиздржив за разлика од другите дечиња. Сепак ќе кажам дека децата од помалата возраст, доколку се разболувањата потешки траат подолг временски период и се тие покриени, да кажеме, дека мора да бидат во болница, да се хоспитализирани. Тоа е оној момент кога тие родители треба да изреагираат и да се направи едно имунолошко испитување. Сепак имунитетот. Сепак треба да се поведе, како да кажеме, грижа во врска со такво дете, па поубаво е да се појават во Институтот за имунологија, тоест на клиника за детски болести, на одделот имунологија, кај што работат прекрасни професори, кои што нормално знаат кои испитувања ќе бидат направени, сега да не ги додатно, нели кажеме родителите и гледачите да не ги затруднуваме со тие такви наши изрази, буквално треба да се направат одредени испитувања кои што ќе покажат до кај е состојбата на самиот имун систем на тоа дете. И поради кои причини тоа дете постојано има некакви си проблеми, па мора да се хоспитализира, па развива, не знам, развива високи температури, па се почесто пневмонии и така натаму, тука треба имунолошкото испитување да биде на прво место и да се појават веднаш тие родители на лекар за да добијат таков упат или да се појават директно горе на детската клиника. Сепак не би било добро, нели, кога би се разболувало повеќе пати, па би требало да пие повеќе антибиотици, а знаеме дека антибиотиците секако се потребни во одредени случаи, меѓутоа и како знаат пак да нарушат. Буквално се слагам со вашата констатација, мислам дека и родителите доста читаат, дека не секој пат е добро да би се даде антибиотик. Јас сум голем противник на антибиотиците, искрено како лекар, но сепак кај оние дечиња кај што гледаме
дека имаме проградирање на целата состојба, нормално дека ние може да ги држиме и да го поттикнуваме организмот давајќи одредени суплементи како мултивитамини, не знам, некој сирупче ќе дадеме, нели, кој што е поддржувач на тој имун систем, па ќе дадеме витамин С, нормално како посапортива на тој имун систем, па ќе дадеме да кажеме млекце со дете, сега тоа сите ме прашува зашто е тоа толку добро. Нормално кога нешто навлажува, знаеме дека шеќерот има одредени способности да го ублажи сето тоа и кашлицата и така натаму. Значи со самото сапортирање гледаме до кај е издржливоста на тој организам. Но веќе кога ќе видиме дека имаме огромен пораст на леукоцити, дека CR5-то, тој C-реактивен протеин е доста покачен, е веќе алармантно. Поубаво е да биде даден антибиотик кој што ќе му подпомогне на организмот само побрзо да го преброди самото заболување, нормално да не завлезе во еден зачаран круг или во еден циркиозис кој не дај Боже може да се појави и зборам за младите и да биде изгубен еден млад живот. Јас затоа зборам, имаме поделба каде може да реагираме и каде да не реагираме, каде да сме алармирани, ама тоа сепак пак ќе кажам лекарите го тоа определуваат. Родителите тие кои што треба да повнимаваат на своите дечиња за да го донесат на тој лекар за да го погледне кратко тоа дете и секој да направи една слика. Што понатаму следува, тоа е веќе определба на самиот лекар. Колку честите бронхитиси кои што се јавуваат кај едно дете можат во понатамушниот живот да предизвикаат појава на астма? Можат ли или тоа не е поврзано? Вака, значи, ајде, ако зборуваме за астма представува една посебна состојба на организмот која што е поврзана и зависи од многу фактори, кој што во поново време, помодерно време ги испитуваме и утврдуваме да ова дете има астма, ова дете нема астма. Или пак ќе кажеме дека ова дете има потреба постојано да биде под терапија, или нема потреба да биде од терапија. Па ние се задржуваме како стручни лица до одредена возраст, до кога самиот организам и ќе дојде до појава на пубертет и така натаму, дали детето ќе се преброди против тоа. Сепак во самиот состав на таа астма доаѓа неколку фактори кои што влијаат, тука е и самиот имунолошки фактор, алергиски фактор и една цела група на одредени генетски моменти кои што како да кажеме се довеле до појавување на таа астма. Не секој дете има кај нас астма, да кажем, но одредени алармантни состојби кои што се да кажеме пневмонии кои што не се лекувани, или бронхектазија или бронхиолити или можат сепак пневмонии кои што можат да бидат тригер фактор за појава на тоа тешко заболување. Сепак ќе кажам, јас не би сакал да ги плашам родителите кои што имаат, сепак треба да се разбереме дека астмата е едно заболување кое што на вистина тежи и на родителите и на самото дете. Тоа дете не секој пат е способно да биде во своето друштво, да игра, да биде слободно и така натаму, баш поради појава на тие астматични напади кои што се појавуваат. Па постојано треба да биде под терапија, постојано треба да биде со себе да се носи пумпицата и така натаму. Мислам сите ги знаеме тие ситуации, но педијатарот и лекарот кој што го третира тоа дете секако знае под која контрола и до кој период ќе одиме со лекување на тоа специфично заболување. Некои остануваат и доживотно, за жал, нели? Во секој случај, сите ние сакаме, нели, нашите најмали дечиња да бидат што поздрави и што помалку да се разболуваат. Колку што можеме, нели, тука ние и родителите треба да делуваме на сето тоа, колку што можеме, велам. Кажавте и на почетокот дека некои родители, кога се нивните дечиња болни, едноставно не можат да останат со нив дома и да ги чуваат, морат да ги однесат во градинка, бидејќи можеби нема кој да се погрижи за нив. Меѓутоа, што вака како за крај еден апел како педијатар кој што секојдневно, нели, се соочува со заболувањата кај најмалите, би порачале како еден совет во однос на превенцијата, сега да заокружиме. Во однос на превенцијата би препорачал дека секој родител, свесен родител, кој што ќе примети своето дете и било каков проблем, тоа е битно да се каже, да биде било каков проблем кај своето дете, да не го очекува моментот дека сето тоа само од себе ќе помине и да не си мисла дека ете тоа тек така дошло и се случило заради тоа. Сепак тие организми се кревки организми, секој организам на едно дете е специфичен на свој начин и првата работа која што треба да им биде на ум е да се појават кај својот матичен педијатар. Да се направат сите испитувања, да се даде оној совет кој што
секако лекарот го има во себе и го нуди и го практикува толку години, за да нашето потомство, нашите дечиња бидат здрави и живи и да можат да се справат со оние времиња кои што очекуваат нашава држава, тоест да не носат и подоцна и нас на своите плеќи, тоест да бидат работно способни граѓани на оваа татковина. Сте се бориме за тоа. Се надевам дека и веќе го послушаат вашиот совет. Ви благодарам за денешното гостување. Јас колку што можев да забележам од сето она што го говоревме, ми се чини дека навистина имавме убав разговор и многу убави информации, се обидовме некако повеќе работи, сегменти да опфатиме и се надевам во некоја следна прилика повторно ќе се договориме пак да поразговараме можеби за нешто поконкретно или за некои други детски заболувања. Повелете во секое време, стојам отворен за она што би било, како да кажам, вие како медиум би сакале да допрете и до нашите најмлади и да бидеме како една водилка во понатамошното, нели, добро здравје на нашиот граѓан. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам уште еднаш. Почитувано е тука некаде ќе ве поздравам и вас. Апел до еве сите оние кои што не следат, грижете се за најмалите дечиња бидејќи треба да ги израснеме во здрави личности. Толку од мене за денес. Ви благодарам за вниманието и посакувам убав пријатен остаток од денот. Имајте добро здравје, а ние повторно се гледаме во понеделник во 17:10.